Љупка, ти си на армијата позната како најголемиот фанатик за вежбање и една од ретките со издефинирани стомачни. Мотивација за многу девојки, предпознатлива по прекрасните слики во групата на армијата. Едно кратко интро за девојките кои што те гледаат. Која е Љупка, колку години имаш и од кога си со армијата? Здраво, значи јас сум Љупка Велеска, имам 30 години, јас сум сопруга и мајка на едно малечко момче што има 7 месеци. Колку долго си со армијата? Со армијата веќе сум скоро 4 години, од 2021 со првиот ден с предизвик. Ти си денес со една малку поразлична приказна од останатите девојки. Овде си прво како девојка која што кажав пред малку фанатик за вежбање. Прекрасно изгледаш, премногу нон-стоп си мотивирана, така барем изгледа од страна и плюс ги мотивираш девојките во армијата. Нешто што те посебно одликува како мотиватор е твојата сестра која што ја имаш натерано и сама го памтам моментот колку сакаше твојата сестра да успее и ти си нејзината најголема поддршка. Но ќе стигнеме и до неа. Прво, мене ме интересира која беше Љупка пред да започне со програмите на Pitch Army. Дали од секогаш си била фанатик за вежбање или тоа се случи од кога влезе во групата на армијата? Значи, вака, јас и предходно бев фанатик за вежбање и за здрава исхрана, но имав еден мал проблем кој ме насочи да стигнам до некоја програма која што ќе ме учи која е правилната и здрава исхрана и кои се правилни вежби за моето тело. Каков проблем имаш? Па имав проблем кој држев различни диети. Со тие диети не постигнав ништо, току си го влошив моето здравје. На кој начин? Што се случи? Значи, држев една диета, таа беше со јаворов сируп, која што ниту еднаш, ниту сега сакам да препорачам на ниедна девојка. Потоа завршив во клиника и кога завршив во клиника сватив дека јас морам да се погрижам многу повеќе за моето здравје првенствено, а потоа и за моето тело. Кога се случи тоа и дали скоро од тој момент откри за Pitch Army, дали покрај тоа што заврши во клиника се двоумеше дали да влезеш на нашите програми, мислеше дека ќе биде уште едно лошо искуство или беше сигурна дека ова е тоа? На стори видов ваша слика. И во тој момент добив едни такви позитивни вибрации, реков добро, тоа е тоа, јас ова нешто ќе го пробам, а бидејќи беше и ден с предизвик во најава, реков преку забавен начин ќе пробам да вежбам, да се хранам здраво и можеби на тој начин ќе ги постигнам моите цели. И тоа и се случи, значи ги постигнав моите цели и воедно се вклопив во тој ритам на живот со групата на Pitch Army. Како продолжи потоа, со која програма? Втора програма за мене беше Instabuti, бидејќи јас сакав да го дефинирам телото и тогаш успеав да ги извајам моите стомачни мускули, да ја го оформам телото и од тогаш станав како Девојките мислат дека не со најдобрите апс или стомачни, да. Девојките се плашат дека ако си на бути не можеш да имаш стомачни. Еве ти си доказ дека тоа воопшто не е така. На бути е единствената програма која што мислам дека најубаво го чисти телото, но со правилен начин на исхрана, значи да се внесува целата исхрана што е веќе напишана, да се тренираат сите тренинзи, да не се прескокнува тренинг и со тој начин се постигнуваат тие совршени резултати. Кој беше клучниот момент за да се пријавиш на програмата? Оно клучен момент. Клучен момент е бидејќи имав проблеми со анксиозноста, имав некои напади и ми требаше некоја поддршка, некоја мотивација, нешто што ќе ме држи будна цело време. И тогаш како што кажав дека ги видов вашите програми и реков, окей, ајде сега ќе пробам и ќе видам дали тоа нешто мене ќе ме издефинира како личност. Што се случи од кога влезе во програмите? Каква промена почувствува покрај физичката? Дали се намали анксиозноста? Првенствено да, значи анксиозноста полека ја снемуваше во мојот живот. Значи добивав многу поголема енергија, поддршката од девојките од армијата, значи ми значеше премногу, цело време комуницирав со нив и самото тоа мене ми даде еден позитивен елан спрема мене и психичкото здравје ми беше многу подобро во споредба од пред програмите. Покрај тоа и физичкото здравје ми доаѓаше се во подобар и подобар изглед. Кажа дека си мајка, свежа мајка, значи. Да. Како се промени твоето тело за време на бременоста, после бременоста, дали успеа брзо да се вратиш во форма? Кажи ни нешто повеќе за тоа. Значи, кога дознав дека сум бремена, првите неколку месеци јас не смеев да вежбам заради моето здравје.
во текот на бременоста ја следев целата програма од Инстабути. Се хранев според програмата и јас накачив само минимално 7 до 8 килограми во текот на бременоста. Пораѓајот ми беше одличен, лесен, затоа што веќе имав искуство, кондиција, значи телото ми ги прифаќаше тие работи. И подоцна, после пораѓајот, јас ништо не накачив повеќе килограми, туку повторно се вратив на поздравиот начин исхрана. После колку време започна со вежби? Со вежби после третиот месец. Значи имаше зелено светло од да, доктор? имав зелено светло. Првично ги прашав докторите дали е дозволено да се вежба после тие 40 дена од бебето, 40 дена од мајката и тие рекоа после третиот месец би било најпаметно да се почне со вежбање. Јас започнав со по кардио вежби и потоа ги додадов и тежинските тренинзи и Со сега. која програма продолжи после третиот месец? Исто со Инстабути. Со Инстабути немаше проблем со ниједна вежба? Немав проблем. Затоа што моето тело веќе ги памтеше, мускулот памти и моето тело ги веќе памтеше вежбите и имав доволно сила за тоа да го правам, затоа што се храна веќе здраво. Значи ти си се хранеше здраво и после пораѓајот, така и до 30 месеци ти си ја следеше само исхраната, си пазеше на исхрана, ама со вежбите си започна после третиот месец. Кажи ни, која е твојата тајна? Како е возможно да си цело време мотивирана, цело време да имаш желба, да ги декорираш сите оброци, да сакаш да сликаш? Што е тоа што ти правиш, а другите не го можат? Нештото што ме држи, искрено, сакам добра фотографија. И секогаш кога ќе видам храна, сакам да е преубаво скоцкана, наместена и тоа ми дава... Како наоѓаш време за секогаш да ја скоцкаш храна? Јас секогаш имам време за се што сакам, затоа што доколку сакаш да се грижиш за своето здравје и за физичкото и менталното здравје, мораш да имаш и време за себе. Дали сега од кога си веќе мајка, нешто се смени? Во смисла, претпоставувам, имаш помалку време пред да бидеш мајка. Дали тоа ти го пореметува ритамот во денот? Како успеваш да се организираш? Нормално, после пораѓајот, ритамот на животот не може да биде исти како и претходно, но јас се трудам во периодот додека бебето ми спие, јас тоа да сготвам нешто здраво, да извежбам. Значи, мотивацијата ми е уште поголема, бидејќи имам за кого да се грижам дома. Да, тоа е добра мисла. Да. Значи, секогаш останувам мотивирана, бидејќи девојките од групата мене ми даваат доволно поддршка за да се грижам за сама себе и така успевам да ги сликам сите убави и прекрасни јадења. Покрај девојките, претпоставувам, имаш поддршка и од сопругот. Дали ти значи таа поддршка многу и дали мислиш дека ако ја немаш поддршката од сопругот, дека можеби нема да стигнеш да ги направиш оброците или да ги извежбаш вежбите, или не е поврзано едно со друго? Значи, првенствено поддршката од најблиските во мојот случај сопругот е најголема, бидејќи доколку тој не е, јас не би била таа што сум. Значи, тој секогаш ми помага кога е тој во можност и кога тој е дома, ми помага околу бебчево, јас ги спремам оброците за мене и за него, бидејќи тој вежба и тој се храни здраво и заедно така функционираме многу подобро. Моментално си на Инстабути, ама за дома. За дом. Дали има денови кога бебчето не може да спие денес или не знам, во поразлично време ќе заспие или доцна ќе заспие? Што во тие денови? Кога не можеш да стигнеш, пример? Да, има такви денови кога јас не можам да стигнам ништо, но си наоѓам ситуација каде што си го ставам бебчево во кенгур и заедно вежбаме, не вежбам тогаш преку Инстабути или правиме само неколку вежби, тогаш ги земам тренинзите од денсот и заедно со него си вежбаме низ дома или во друг случај јас излегувам да пешачам надвор и пешачиме минимум 5 километри на ден. Значи не е причина за ти да се демотивираш или да речеш или да се изнервираш или да речеш јас не сакам више вака да биде, како не можам да бидам старата љубка како порано, се откажувам. Дали имаш такви некои мисли по некој? Никогаш немам таква мисла, бидејќи јас сакам да се грижам за себе, да изгледам убаво. И затоа, пример, цело време сум мотивирана. Кои од девојките во групата најмногу те мотивираат и дали стекнаа нови пријателства? Овој период од годината стекнав многу нови пријателства. Девојките од армијата не е една, значи има многу девојки. Првенствено ме мотивира убавка. Значи, она е една стара мајка што мене реално секогаш ми помага у секој проблем, дали се работи за бебчево или за домашните обврски. Ме мотивира Дона, можам да ја споменам, Кате, Македонка. Сите тие девојки мене ми даваат една позитивна вибрација, Христина исто.
Тие ми се така единствени девојки што цело време успеваат мене. Тука се за сите, тука се за несебично се. даваат поддршка. Што имаш да им препорачаш на оние кои што секогаш наоѓаат изговори? Па јас би им препорачала вака. Значи, здравието е единствено нешто. Тоа е нашето најголем успех за кој треба да се грижиме, а потоа телото е нашето најголемо богатство. Значи, на сите девојки им препорачувам да се грижат за себе, затоа што нема ништо позначајно од тоа. Да се надоврзаме на муабетот, ти си причината, поголемата причина за успехот на твојата сестра. Можеш да ни кажеш нешто повеќе за неа и дали затоа што следно ќе те прашам што би им кажала на девојките кои што постојано бараат изговори. Ама ти имаш конкретен пример, твојата сестра, која што благодарение на тебе успеа да ослабе 40 килограми со помош на програмите. Каков беше процесот? Како ти успеа да издействуваш, затоа што таа не беше баш фанатик како тебе за вежбање, како успеа да ја натераш да почне и да направи толку голем резултат? Токму така. Значи, јас сум девојката што сум ветер во грбот на мојата сестра, но таа е заслужена за незините резултати. Мојата сестра имаше таков проблем, значи таа не дека не сака да вежба, туку едноставно си наоѓаш изговори, немам време, имам дете, незиното дете веќе има 3 години и јас си реков еден ден вака, значи види, твоето здравие е пред се, а потоа ти и останатите луѓе што се околу тебе. Значи мораш да се грижиш за твоето здравие, бидејќи незиното здравие беше во многу лоша состојба и тогаш таа ги прифати моите совети, проба првенствено само со здрава исхрана. Прво нешто што смени беше појадокот. Внесуваше појадок, потоа со текот на времето таа почна и да вежба. Успеа да ги оствари своите првенствени цели за да стигне до една операција која што требаше да ја направи. И после незината операција таа свати дека мора да се грижи многу повеќе за себе. И така таа успеа да достигне до минус 40 кг. Не било она влегла и ги направила сите работи одеднаш. Ти си рекла, направи го минимумот за да почнеш себе, да менјаваш. Многу е интересно и супер ќе се вклопи приказната на сестра ти со новиот предизвик, бесплатниот предизвик што го спремаме во овој момент. Го немам спомнато името, ама се вика Don't be a shit. Во смисла, направи го. Имаме имаме листа со неколку чекори кои што ти треба да ги штиклираш во денот. 4 се само, толку. И откако ќе ги штиклираш, тоа е минимумот во денот што треба да го направиш за да не си шит. И ми се вклопи приказната комплетно, зашто многу девојки влегуваат на програма и се јасни, многу работи им доаѓаат одеднаш. И вежби, и храна, и мотивација, и дисциплина, и промена на целиот ритам во денот. И заради тоа е сестра ти супер пример дека не мора да биде ни така. Влези во програмата, почни прво со еден оброк. Со еден оброк. После почни со 2 оброци, штиклирај си го тоа. Третиот нека биде тоа што си јадела до сега. После колку време започна да вежба сестра? Па таа започна после месец дена, започна вежба во теретана, но после неколку месеци од незиното вежбање, докторите установија дека таа не сме да вежба. Тоа беа преголеми вежби за неа, преголем чекор уствари. Потоа таа се префрли со домашно вежбање, достигна за, како што кажав, да си ги стигне своите цели за да замине на таа операција. После операцијата беше забрането вежбање, 3 месеца беше дома и сега повторно вежба. За време на тој процес, дали повторно имаше да ги качи килограмите, да ја зварира, па да ги симне или не? И тогаш... Килограмите истоја во место, значи немаше такви варијации. Може би имало кило-2, но што не се приметуваат. Значи сепак внимавала на исхраната. исхраната. Сепак внимаваше на исхраната и тоа беше морално да внимава. И како е сега? Сега е перфектно. Да? Да, сега таа има исто ритам како јас што го имам. Значи ние секогаш и двете започнуваме прво со утринското кафе. Се пие многу вода со лимун и ѓумбир, а подоцна го јаде првиот поедок, што е многу битен во текот на денот за да останеме енергични. Во текот на денот има уште неколку оброци, нема, значи се одеднаш да и се стави на маса и тоа е тоа. И затоа таа нема опција да се откаже од самата програма. Како ја одговараат вежбите? Дали се навикна? Полека се навикнува. Дали имаш пријателки кои што го имаат проблемот на сестра ти и дали имаш сила уште да ги мотивираш луѓето на истиот начин? Искрено, баш пред некој ден ми се случи кафе средба со една пријателка. Неа ја премногу навлего во нашата приказна и реши дека мора да влезе
да биде дел од нас. Исто така има многу пријателки, девојките исто од Малдиви, што веќе беа со нас на Малдиви, се откажаа на некој начин од програмата затоа што мислеа дека го достигнаат тој максимум, но сега јавно им препорачувам да се вратат назад, затоа што ги следува многу убави моменти. Убаво што ме подсети, ти си победникот во 2022 на Dance Challenge и со тоа си освои награда патување во Малдиви со армијата. И тука не запреа наградите, ти си единствениот член во армијата кој што има освоено доживотно членство на нашите програми. Можеш да им кажеш, јас тука сигурно ќе објавам некое видео да видат што се случуваше на Малдиви, ама си го освои затоа што си најупорна и најборбена. Можеш да им споделиш како си го освои ете ти тоа членство? За членството, значи имавме игри, летни игри. И на летните игри секако јас им кажав на девојките дека не можат да се борат со девојка што вежба цело време. Значи мора да бидат редовни во вежбањето за да достигнат своите резултати. И таму се боревме неколку девојки и на крај јас бев победникот. Да, ти беше победникот, ама многу ми се свиѓаше пристапот. Идеш, им викаш, јас ќе победам. Токму така. Мада, Емче, исто така победи имаше многу добри, до тебе беше блиску со резултатот за стомачни. Да. Или за брпис, мислам дека беше. Кој ќе направи најмногу најмногу брпис? брпис? Мислам дека таа остана на стомачните. Да, она на стомачните, зашто се заинати. Значи не е само да си најсилен, треба и инат да имаш. Вистина, и мене тоа ме држи. Мене најчесто ме држи наетот, бидејќи јас секогаш сакам да победувам, затоа што имам некоја биковска енергија. Но Емче тогаш, да, навистина двојката е одлична. Има таква позитивна енергија, таа се изфорсира на стомачните вежби, но освои сепак, да. Супер, ништо, фала ти многу. Ова е едно мало внимание од мене и од тимот на Pitch Army, дека си наш херој, ќе останеш како запамтена како голем мотиватор, девојката со најдобрите стомачни, најзгодната во нашата група. Благодарам многу. Не случајно има огледало за да си се видиш кој е херојот. Благодарам уште еднаш. Фала ти што беше дел. Јана.